Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание. Гостин вечерва во студиото е мојот драг ценет пријател, а и уште попријатен соговорник Александар Ристевски. Александар, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко. Како си со здравје, како ги поминуваш корона денови? Намалена динамика со работните обврски, ограничено гледање со луѓе, повеќе комуникација телефонска, со дистанци, со се напорно, или многу понапорен беше оној пролетниот период. Тоа не искина сите. Сега се тестираш во меѓувреме, правеше нешто? Искрено не. Немаше ни симптоми, нели? Немам симптоми, немам и некоја позначајна, да кажеме, директна интеракција и комуникација со луѓе вон семејството. Јас дури кога одам да ги посетам, да кажеме, родителите, малце ми е жал родители, само они па дома поуплашени, се повозрасни, веќе се пензионери, со маски, со се. На работа имаме дистанца, комуницираме, ама нели со раздалеченост помеѓу себе. Не е лесно, ама еве се обстанува некако. Внимавам на исхрана, гледам здраво да се хранам и така. Дојде она време, нели, старците обично сака да се видат, гушкање, бацување, тетките кармин да оставаат внуци ваму таму. Сега па и они се нели уплашени во целова состојба. Добро, ќе збориме после некоја временска дистанца за да ги согледаме. Може би ќе излезе повторно во разговоров коронава, не знам во некој сегмент. Имам две теми кои ми се многу актуелни и за кои теми обично стручни лица излегуваат да говорат, а мене ми беше повеќе од интересно да го чујам, затоа што не си класичен аналитичар, не си класичен политичар, ти си човек од културата, ама, како да кажам, машината ти работи 300.000 вртежи на час и имаш интересни ставови и согледувања. Па затоа те канам обично и за теми кои не се од твојата бранша, кои не се, но ми е интересно да го слушнам твојот агол, не оној праволиниски, малце, ајде да речеме 3D игра, која е, знаеш, оно од не first person како што е. Имено, неверојатно време на брзо заборавање. Значи, страшно добра работа или страшно лоша работа да се случи, пред да идеме за добрите и за лошите работи, ме интересира една твоја перцепција, бидејќи си на социјални мрежи активен, добро ги познаваш, добро ја познаваш таа реторика, ме интересира едно твое согледување. Како дојдовме до тоа време да една страшно битна работа, која може би битна национално, политички, интимно, здравствено, да не може да трае како повеќе од 3 дена. Мојот лакмус е мојата публика. Ја оваа недела не можев ниту едно јавување да добијам за македонската фудбалска репрезентација. Не иди таму, те молам, иди ми како станавме рипката нимо. 3 дена. Значи, буквално секој може да направи што сака, 3 дена трае и после сите забораваат како ништо да не било. Дали е власт, дали е опозиција, дали е ова, дали е он. Може да не бомбардира, 3 дена ќе кукаат, ќе плачат на мрежи и никому ништо после. Те молам едно твое размислување за ова. Еве просто и едноставно. Сето тоа што нас ни се случува, француските социолози, германските, па и американските, сето тоа го имаат пишувано уште во 50-ти, во 60-ти години. И во самите политички партии, во власта, се ангажираат многу луѓе кои се искусни во сферата на политологијата, во сферата на новинарството, на филозофијата и сето тоа, и тие се вешти во моментот на дефокусирање. Тоа во основна им е и работата и платата. Имаше, се сеќам, пред повеќе од 10 години, еден многу паметен човек од позадина кој работи, кој беше во врвот, да кажеме, на политиката, иако не многу експонирана личност, анонимен со име и презиме, а паметен човек, велеше, дури во политиката, без ваквото бомбардирање на вести како што го имаме сега, колективната свест трае максимум до 6 месеци. И ако ти повторно не го подсетуваш човека на тоа ниво на болка кој го имал,
тој ќе го заборави. Нели ние како луѓе сме збореле, на некој ќе му помогнеш 100 пати, ма 100 пати буквално ќе му помогнеш, и еднаш ќе го одбиеш или не де Боже да му сгрешиш, тој ќе ти го памти лошото, така? Иако ти во позадина 100 пати си му помогнало. Од друга страна, друг човек кој тебе 100 пати ти грешал, ама поминало критично време и одеднаш појавува добра волја, вика Јанко, дој да те почастам нешто. Ај ова за детето, ај ово, кажа, абе овој бил добар човек, иако ти забораваш во минатото како тој 100 пати ти има сгрешено. Значи го забораваш и се надеваш дека тоа негативно или лошо поминало. Сега, токму затоа, секогаш опонентот или тој кој не се согласува со твоите ставови и твојата реторика, неговата задача е да подсетува. Да подсетува како личност, како човек, како идеологија, како пределба, како партија, како земја, како народ, кој што ти направил во минатото. Во право си тоа со краткото сеќавање, јас како човек кој пишува активно во континуитет колумни задниве 2 години, интензивно на недела дена, иако претходно тоа јас сум го правил во задниве 10-15 години, во задниве 2 години интензивно, јас неретко, сакајки да обработам одредена тема, ми бега темата. Што викаш, денес ќе се случи, исклучително е битна, утре дента ќе се појави некој нов скандал или некој нов проблем и народот ќе се дефокусира и ќе заборави што се случило пред 2 дена. Значи ќе заборави за некоја огромна афера за криминал, за некој огромен пропуст, за некои огромни жртви, затоа што нешто наредно веќе ја поклопило таа тема. Неретко се случува, ти само земи анализата на мас медиумите, на големите, поголемите телевизиски куќи кај нас. Колку време му треба за да покрие одредена тема? По минута, по 2, колку е прилог? 3 минути? Па ако има 20 случувања? Тебе, што ти викаат големите телевизии? Ај размисли, пример, најголемата во моментот, што вика, какова вика, останатите вести, видете ги на нашиот сајт, тој. Значи, дури немаат време, тие ги припремиле вестите и нема. Јас како човек од културата, јас ќе ти кажам една работа. Изложби фантастични, светски се случуваат кај нас, неретко, во државава. Знаеш дека имало изложби со 0 камери? Токму ради тоа институции, бројни, почнуваат собствен пиар да водат, затоа што ќе се случило пред неколку години, пример, пропуст на една огромна изложба, некам да се навраќам на тоа, каде што не се појави ни една камера, само фотографии има од истата, тоа е греф. И сега самите институции и самите, да кажеме, и спортски клубови почнуваат сами да плаќаат. Враќај се на темата. Значи, да, ме враќаш таму каде што треба. Проблемот е преголемиот пласман на информации до обичниот човек. Вака, ја ќе се согласам со вас околу тоа, бидејќи апсолутно се ова држи, очигледно добро сте подготвени за психологија на личноста и масовните психологија на групата. Изненадувачки ми е, дури комплимент ми е од тебе, нема тоа сега многу да го терам у моje его, пред 20 години многу ќе ми значеше, сега некако човек му отрпнува. Ме подсетуваш на работи што сум ги зборел пред 15 години, што сум правил, како сум правил, во позитивна смисла. И сум ти благодарен. Ја и не ги памтам тие, дури и на снимка да го гледам не можам да го перцепирам, но имаш друга перцепција. Ја 20 години у оваа емисија, од 2001 како ја почнав, сега ќе правам 20 години на тебе. Да. Зборам дека све што се прави во Македонија се прави да се смени името. Апсолутно. Значи 20 години го зборам тоа, 20 години во мојата емисија. Дури ние во 2 наврати го разговаравме во. Апсолутно. Во 2 наврати. Ама не од овој аспект. Да, и точката на топење, нели што зборевме. Сега. Пред 10 години ја почнав веќе да го капирам народот. Но бидејќи не сакам да го навредам народот, јавноста, ја почнав излезна стратегија. А тоа беше, окей, јасни сте ми, знаеш, не ја даваме името него, Македонија, ово, никогаш ке гинеме. Милчин, кај мене у емисија, земам пушка и идам у планина, ке го бранел името, како директор на Сорос, кај мене у емисија го изјави тоа. Ја почнав веќе да го капирам и тога почна таа дискрепанца помеѓу мене и јавноста, кога почнав да им зборам, дечки, јасно ми е,
имате поддршка од мене, но денот ќе дојде да го сменат името, ама тогаш јак се јадам пуканки. Кога дојде тоа, ја испеков овол каф, овал, рако, масава и уште го грицкам, а сега, разбудениве, кои 20 години, нели, се обидувал да им кажеш што ќе се деси, да реагираат на време, ово, кај си ти, зашто ќути, се продаде, се даде. Не, више од мене не слушате. И најстрашно беше годишницата од промената на името. Ја доаѓам у емисија и се викам, сега вечерва ќе експлодира емисија, пошто, ајде, ако други не се режимски контролирани, овде нема контролирано. Саат време, зборат за железници, зборат за такви некои безвезни работи, не можам ни да ти набројам што све збореше. Во 21:05 се јавува една баба и чита песна, поезија, која напишала од што ја болело душата за промена на името. После тоа се јавува друг гледач и вели вака. Не интересира твоја анализа во целово ова, не на точка на топење, него на точка на неприфаќање на собствената одговорност за она што се случува. И вика, Јанко, сите претходни јавувања што беа местени за да никој не се јави за тоа. А не беше така. Ги чувствувам ја луѓето. И сега, објасни ми, зошто народот и натаму бара виновник во друг, кога за се што се случи, самиот е виновен, а ја и ти тоа го елабориравме неколку пати. И он многу се навредува кога ќе го уцениш него, кога ќе му впериш со прст. Ај вака. Ајде. Денеска правев муабет со нашиот сосед меѓу моето работно место и твоето живеалиште, бурекџијата. Голем поздрав до него и до неговиот син, до двајцата, во дотичната бурекџилница, ако ти текнува во уличката. Му најавив дека вечерва ќе бидам тука, им реков и на двајцата да ме гледаат. Голем поздрав до двајцата ако гледаат вечерва. Нема да гледаат, Џони. Ја побарав еднош камера да ме сними кај нив во бурекџилница. Тоа таква паника се создаде. Добро. И ја ги... Поентата ми е. Значи, луѓето имаат фобија од мене. Фобија, не знаеш. Да, страшно. Сега знаеш. Сега. Поентата знаеш што ме беше? Вели изборот е тој. Демек, јас викам, проблемот е во голема мера кај народот, затоа што неретко бира луѓе од личен интерес, а не од квалитет. И тие ми викат, ама мораш да одбереш некого. Точно се согласувам, но вие, како обичен народ, ти, тој, јас, останатите, не вршиме доволен притисок да, иако може би има реално во моментот помал рейтинг, помеѓу околината, да се избере човек со минат труд, човек со достоинство, човек со чист образ, него се ставаат разноразни хиени и мешетари, кои на крајот успеваат сите да не продадат или главниот муабет, знаеш кој ми е, ќе се договориме. Нема да се договориме. За одредени принципи нема да се договориме. Сега, јас им велам вака, токму на постариот господин му реков денес вака. Ако ти се обратат две особи, особа А и особа Б, особа А ти вели, јас се што е неквалитетно ќе отстранам, ќе ги намалам трошоците во вакви издатоци, ќе се посветам на инфраструктура, на тоа, ваму ќе ги качам платите, ваму ќе намалам, ти ќе размислиш дали ќе го поддржиш тој човек. Од друга страна, ако ти дојде Петко и ти каже ќе ја примам ќерка ти, син ти, жена ти, братуче ти, тебе ќе ти фрлам толку за проектче, вака, онага, ти иницијално знаеш што ја кажеш, ова е подобар човек. Значи, целиот распад на нашиот систем доаѓа од недовербата на тие кои се избрани именувани лица, тоа е една нешто, и второ нешто, од нашиот себичен личен интерес. Знаеш како тоа го манифестирам? Нова зграда се гради. Одма еден тенда става, одма еден дороградо, кај има тука закон да ти забрани ти да правиш интервенција на објект. Каде подалеку од Босна можеш ти што сакаш да правиш на фасада. Извини, ама јас немам видено. Немам видено кој сака да си става тенди, да си става чадори, сонце го мавало на тераса доека пиел кафе. Па ќе си ставиш обичен чадор, ќе си ставиш преметка, нема да коваш во фасадата. Имаш место за клима уред, јас го поставив како што треба, другите избушија фасадата. Каде тоа во светот го има? Јас барем сум патувал. Да, има во фавели во Јужна Америка, има овде во јужните медитеранските краеви, дури во Италија повисоко од Рим нема, долу, и затоа и Италија ти е поделена. Еден табиет ти е Наполи, Сицилија, овона, друг табиет ти е Рим нагоре.
еден табијет е, јас велам, до Дунав, Нови Сад, сакаш да ми кажеш дека Нови Сад и Белград е исто? Нови Сад се господа луѓе, ама во Австро-Унгарија живееја. Друг карактер е. Одити во ние стари војвоđански градови што беа под Австро-Унгарија. Друг карактер е, ако е една држава. Значи, прашањето е нашето, како истото се случува во образованието. Вика, тој професор зема мито. Ја викам, не знам јас за тоа, зошто? Јас сум учел. Вистина е, имало некои кои се живувале. Тоа е факт. Сите ние реално лично го имаме осетено. Некој да не те сака лично, карактерно, политички. Ако 3 пати поќе ќе гризниш, ќе докажеш на крајот крајава. И во образованието, и во високото, мене ми се случи една дотична повозрасна господја, тоа ме видела некоја дебата пред 5-16 години бев на телевизија на МТВ. И вика, студентски водич, вика, водач, таму збориш нешто паметен за пред. Жената 3 пати ме падна. А јас имав се 9-ки, 10-ки во индекс. 3 пати ме падна, отидов комисиски, положив. Јас да ми пиша жената само седмица, да е жива и здрава, продолжив понатаму. Значи јас бев борец. Прво затоа што немав да платам, трето затоа што не верувам у плаќање. Честитки за тебе. За општо што збориме? Што треба да се извлече заклучок од ова? Дека во основа ние имаме проблем со нашите карактерни особини, имаме проблем со нашите постапки и имаме проблем што во основа сме длабоко неписмени. Еве сега ќе ти кажам зошто. Сега учат од дома. Гледам иницијатива се шири да немало екстерно. Дали ти се текнува пред 5-6 години зашто се направи огромни демонстрации преке претходната власт? Да немало државна матура. Така е. Никој не се бунеше за тоа да биде поразлична постапката, него да ја нема. А знаеш зошто? Затоа што тебе кога ти дојди едно системско парче на кое треба да одговориш одреден квантум знаење, унифициран за сите, тој што фаќал врски, што му пишале фиктивна петка, ќе се открие. Тој нема знае ништо. Така е. Тој ништо нема да знае. Тој на тој екстерен ќе добие двојка. Сега треба да глумиме политичка коректност и да се браеме будали и знаеме за кого тоа се однесува. Така. Ние сме длабоко и сите... Тоа е политичка одлука. Да. Затоа што ние не сме еднакво општество на еднакво интелектуално ниво сите, образовно, цивилизацијско и така натаму и така натаму. Ја разбирам дека треба да има толеранција. Братучет ми од Австралија ми рече вака, како е можно во една паралелка со 35 ученици да има 32 одлични? Во Австралија вика, ако има 30 до 35 во паралелка, одлични се 5 души, 7, еве 10. И тоа се смета за клас од добри ученици. Таму не е срамота. Второ, од кога го направија задолжително средното образование, кој повторувал? Во моје време беше нормално повторуваш. И јас сега ќе ти кажам, јас познавам луѓе кои се сега на возраст од 39, 40, 41 година. Јас ги знам како повторувачи. И са тие може и на нивното дете нема тоа да го кажат. Ама некои од нив со мене учели или во соседна паралелка биле. Повторувале во прва средно, некој повторувал во трета, некој во... И тоа се сега сосема квалитетни луѓе. Пази, квалитетни луѓе кои заработуваат одлично, нивните деца се солидни и се овона. Татко им нивен повторувал во средно во прва година. Сега да кажеш дека некој повторувал. Не знам дека некој повторувал. Добро. Сега се е проточно. Добро, тогаш? Со тоа ти креираш незадоволни, полуписмени луѓе на кои им се билда егото и арогацијата дека знаат се. Јас имам видено на интернет, на социјалните мрежи, како се кара со доктор специјалист и му вика што знаеш ти. Така е. За да има поента твоево, многу ќе ти ја скратам реченицата помалку новинарски. И ќе ти кажам, едноставно тие луѓе ги бранат тие системи каде што поминале со врски, партиски и така натаму, така биле вработени, така станале на функција и он не може да ти брани интелект, памет, затоа што го нема. Затоа што никогаш го немал. И не му одговара. Не му одговара, така ќе го протне и син му, така ќе ги протне и сите. И после ќе си имаш ликови како не знам кои и ќе ти паламудат на ќе ти причат. Еве, на пример, но тоа се поединечни ликови кои македонскиот народ ги велича. За жал. Еве, на пример, затоа што македонскиот народ, еве, ќе ти кажам, мое мислење, во врска со ветото од Бугарија, не сум чул повеќе да рипне и да го брани, како што го брани ликот и делото на Тито. И сега има многу тези, зошто?
Нели, и они сите викаат многу високи тези, многу високи. Ја, мојата теза, народот го сака Тито, затоа што тоа во колективно паметење остана. Не работиш, а земаш плата, добиваш кредит Кој не го враќаш, кој не го враќаш, буквално у минус идеш заради, нели, тогаш имаше камата да девалвација ќе го и све. изеде. Камата немаше. Безкаматни беа кредитите. На крај инфлацијата го јадеше тоа. инфлацијата го јадеше. Така И е. ти си купуваш станови, господин човек, а уште со опинците и чергите си дома, уште мирисаш на кочина, а си станал значен човек. Па како тој човек нема да го сака Тито утре? Знаеш што е уште поголема? Значи, пази, не зборам за Тито како лично. Да, да. Зборам за системот кој му возможи на буквално најнеписмен. Ние не ги форсираме неписмените сега, а некогаш имало паѓање, па се истакна. Не, тогаш имаше баш напротив ред. За некои работи имаше ред. За некои работи имаше Така ред. Имаше ред, што да ти кажам. Ама тогаш сите сме исти, така што тогаш и интелектуалец со 10 доктората го спуштаа на ниво со чистачката која има завршено 8 оделение. Еве ти ги последиците сега. И после, ке ти менјаат не име, презиме, идентитет, ово, она, па заслужено е. Џони, цел живот си правил компромиси. Компромиси со се, со себе си правил компромиси и доаѓаш на крај ово. Еве сега што се случи. Што беше најголемата... значи, пак се враќам на тоа. Заборавивме за 3 дена дека идеме на Европско првенство. Еве ти кажам, веќе никој не Знам. збори. Еуфоријата, ама добро. Оргазмот, Не сега последниот му обед знаеш што беше? меракот од оргазмот трае неколку часа Да. и буквално на такво анимално ниво е спуштен народот. Така е. Значи, нема некое да се одржи ниво на разговор, на една позитивна енергија која ќе се канализира во разни сфери. Што е единствено што се памети од тој пласман? Говорот на коментаторот. Виде колку пати е шерувано видеото што го направи јас лайв. Не. И влезниот и излезниот говор на Владко Стојановски. Така беше? Владко. Тони Стојановски. Извини. И влезното и излезното видео на Тони Стојановски, јас ги од телевизорот ги снимив со камера, на сите им ги изблокира. Очигледно дека јас прво го објавив и остана. А од јавната шпица е... Знаеш ли кој го изблокира? Тоа што викаат северџани ово она. Го изблокира УЕФА. Не можеш Заради да даеш права. детали. Да, УЕФА се што е нивно на стадион Така е. и ова го блокира. Нема Но, тука антимакедонско. Само слушај, Крај. има уште еден друг проблем. Да, Кога масовно едно видео да, го репостираат другите, останува само првото. добро. Значи, еве ќе ти кажам отворено, моето видео знам дека го симнале едно 2-3 луѓе и им го изблокирало, ма што се случи? Јас имам еден пејдж. Истото видео што го качив на мојот личен профил, го качив и на пејџот. Добро. На пејџот ми го изблокира. Океј. Сакам да ти кажам дека само оригиналното остана. Знам, сега. го имам ја на YouTube на мојот канал, така. али блокирано од УЕФА. Ми стигна писмо од УЕФА. Господине, овие права ги имам ја. Значи, може само видеото каде Тони збори во кабината. Терен да не се гледа. Да. Толку. И сега, муабетот на... Што, не, мене ми е. Екстремот за Тони. Народот збесна, во позитивен смисол. Дојдоа ликови кои го осудија и побараа човекот да се суспендира и избрка од работа. Пази, да побара странец тоа, некако ќе сватам. Да побара лично политичка партија ради некаков хир или затоа што се наоѓа засегната од истото, исто ќе сватам. Али кога обични слободни луѓе поддржувачи на некој под наводници слободни или пак новинари со цело должно поштовање према еден од тие новинари кој ми е пријател да кажеме, него после му се направи хајка затоа што тој тоа го изнесе јавно. И вели сега ме напаѓаат луѓе. Јас му велам, кој те тераше тогаш ти така вербално него да го нападнеш? Тој вели, ама тоа не е според новинарските кодеси ова. Ама зошто тоа во време на народна еуфорија и возбуда, зошто тоа го потенцираш како нешто што се случило? Тере го преку Сдружение на новинари, Совет на честа, Така е. кодек. Институционално. Зошто го уништуваш моментот на задоволството? Разбира? Значи, тој И што очекуваш? Ти му доаѓаш на свадба и му викаш невестата е Роспија. па мање И стварно е така. И сега? И што со тоа треба да постигнеш? му го уништуваш најубавиот момент. Така. Значи,
Што се случи? Не можеш да споредбиш никаков пласман во кошарка, одбојка и фудбал и ракомет, не дека се тие неважни. Тие се исто така важни. Но фудбалот, знаеш како е? Поготово во западниот свет. Фудбал, прво, второ, трето, четврто, пето, шесто место празни, седмо место кошарка, па празно девето и таму 13, 15 ракомет и одбојка. Тоа е суровата реалност. Тоа е суровата Од реалност. фудбал до кошарка се слагам 6 празни места. Така е. Фудбалот е врв. Врв. Кој што е Евровизија за шлагерџи. Фестивалчињава, за да, да. Така си е фудбалот во спортот. Нема да се лажеме. Јас- Едно Ма какви првенство олимписки игри? Од Олимпијада е појак. Така. И сега јас на луѓето дури се смеам и викам една работа, имаше една интересна објава што беше, вика да држиме дистанца, само Македонија пласирана, сите околу нејзе ги нема. Да. Држиме дистанца Го видов, од другиве. да. Само Хрватска и Турција во регионот. Човече, никој нема. Пази, Бугарија била пред 20 и нешто години четврта во светот. Грција пред 15 години беше европски шампион во Португалија. Пред 16. Србија, ние имаме комплексно Србија во фудбал. Нели, Станковиќ, Манковиќ, па и денес, не знам, Митровиќ играл ваму. Еве ги, нигде ги. Уште Звезда, Панчев. Романија, тоа се ја збори. нема, Романија нема. Романија имаше фантастична заедно со Бугарија, јас Исто. и Готра ги коментиравме на Така 103 игра во Соединетите 94-та. држави. Во четвртфинале кој спадна, иначе до таму газа, Хаџи кога даде на гол од 40 Хаџи, метра. Генијалец. По потекло од Крушево, наш човек. Босна, страшна генерација, и Бишевиќ, Джек, Овун, нигде ги нема. Словенија, одличен фудбал, нигде ги нема. Ние од Црна Гора, играчи во серија. Што се случи Македонија да дојде на ова? Еве сега ќе ти кажам. Најоспоруваниот човек во оваа држава и како тенденција во секој спорт пробува да го сменат Игор Ангеловски мрме, нели, селекторот. Убава анализа направија Тој е поставен 2015 во времето на ВМРО ДПМН Да. и нормално агендата на власта на актуелна е секогаш не е само, си види, постави. спортот е пошкаклив, не би го контаминирал толку партиски колку на лоби групи. Фудбалот си има лоби групи и настојуваат се дали младинскиот селектор, дали странец да донесат, па кешбек да прават, па не знам ово, има еден куп приказни. Поентата што е, го анализира вчера Игор Ангеловски на спорт клуб. И се најубаво анализира некој што е од страна. Да, се слагам. Пошто не е директно инволвиран и се играат Македонија и Ерменија, нели? И вика, Ерменија, вика, селектор им е Капарош. Капарош ти е тренер врвна класа, последна работа му беше тренер на Севилја беше. Така. Значи, тренер ги водел најаките екипи во Шпанија, 60 и нешто години човек. Твори ми биографијата на Капарош. Капарош водел 15 екипи, 30 години кариера, светски тренер. Капарош кој не го знаат след шпанско првенство или фудбал, е сгрешен. Вика Игор Ангеловски, биш фудбалер, повреме репрезентативец, 2 години тренер на работнички, го ставаат селектор. Има 45 години. Значи, играл фудбал кога е 33-4. Македонски Муриньо. Добро, Мурино немал никогаш кариера А фудбалска. што ти зборам? Не, овој беше добар играч. Да. Маној беше одличен играч. Добро, Одличен играч, средина на тело, терен, кој знае фудбал, Мрме го знае како фудбалер. Ораше. Мрме беше фудбалерист. Ја не го знам, поучи ме, молам. Да, Игор Ангеловски Раскажи беше ми убаво. Игор Ангеловски беше повеќе од солиден играч. Така? И во работнички, дали Македонија Ѓорче Петрова, или играше во прва лига, јас го памтам, го имам гледано на терен. Но Одличен очигледно играч. бил фудбалер со мозок, што ги викаат они. Да, и него во времето на ротација на тренери во работнички, него го поставуваат за главен тренер на работнички. За 2 години има страшни резултати. Во моментот кога ние стануваме очајни, кога Македонија дното го достигнува, и кога менуваме тренери Сантрач, Тошак го донесовме човече од Англија, што го знаеме, Реал што го водел. Велшанецот Тошак го донесовме, не иде. Предходно 2006-2007 не водеше овој, кажи го, Стречко Катанец. Овој го наследи, мислам дека беше Брновиќ. Не Брновиќ, Друловиќ, Љубинко Друловиќ, што играше во Порто. Љубинко Друловиќ дојде да ја води Македонија. Он после 8 месеци си замина, отиде Партизан да го тренира, не откачи нас. И некој паметен очигледно реши да даде на неконтаминиран тренер од лобија вака онака, со резултати реално, да му даде шанса. Првите година Денон играше лошо. Еве Стефан Ристовски, репрезентативецот, самиот кажува дека првата утакмица со Црна Гора што изигравме,
тепавме дали има 1000 луѓе на стадион, празен стадион. Македонија 2014, 15, 16 почна да ја бойкотира репрезентацијата. Не кеше да гледа. И сега што направи Мрме? Прво го врати Пандев. Пандев беше одалечен или откажан од репрезентација. 2,5-3 години Пандев не играше. Точно. Не знам дали памтат луѓе. Да, а зошто не играше? Зошто го одалечи? Ради матни игри внатре, каде што него му наметнува и политика, и влијание, и се, и Пандев виде дека е лошо време за функционирање и се тргна од репрезентација. Беше буквално измолен да се врати и му беше кажано ти ќе бидиш лидер на еден тим, на еден проект кој ние долгорочно ќе го работиме. Мрме направи еден многу паметен потек. Ги зема повеќето репрезентативци од времето на се уште актуелниот, се тргна па се врати, селектор Милевски, на младите, што успеа да се пласира на европско. Многу луѓе не знаат дека во младинскиве категории нема ко на европско сениорско 24 репрезентации 32. Едно време беа 8 па 12. Значи многу малку се пласираат, затоа што никој нема толков интерес за на европско до 21 година да прима 24 репрезентации, пола Европа. Не има таков квалитет. Тој успеа да елиминира репрезентација ко Франција и се пласира на европско. Таа генерација која сега игра, која гази, со Ели Фелмас, со Барди, со пар други играчи кои се на возраст сега меѓу 21-2 и 25 години. Тие се сега носителите на играта во нашата репрезентација. Второ, многу го напаѓаат Ангеловски за една работа. Пример, не знам, зашто го држи, не знам, Трајковски, кој не играл оваа сезона, слабо играл, зашто го чувал Несторовски, кој не можел гол да даде, зашто го викал Зајков, кој не е во прв состав на Шарлора, од друга страна зашто не го викал, да кажеме, не знам, Адис Јаховиќ. Не го викал ради разбирлива причина. Тимски дух и заедништво. Значи само селекторот знае кој како функционира. Може да е врвен играч, ама едноставно не може да се вклопи во тимот. Браво. Па еве го, сите мислеа дека Златан Ибраимовиќ кој ќе се повлече од Шведска дека ќе настани потоп. Баш спротивно. Шведска гази. Знаеш зошто? Ибраимовиќ е светска класа. Ибраимовиќ е како Мајкл Џордан во кошарката, како Леброн Џејмс. Значи не надмилив, старе, уште гази. Дава голови, кај да игра, таков е човекот. Но човекот има врвна ароганција и ниво дури на подценување на екипата. И се пази, еве ние тројцата играме. И са јас сум тој доминантниот и тебе те малтретирам. Па јас ќе играм одлично, ти ќе играш слабо. Од јас тебе мобинг ти вршам на терен. Ти викам, те подценувам, те малтретирам, не функционира. Ама во Милан функционира. Во Милан сите го слушаат. Тоа е дилот. Да. Да. Ако има еден, двајца други звезди, ќе се одат звездите. Или ќе си оде он. Он не може да седи со големи звезди. Да. Во Пари Сен-Жермен Никогаш нема да игра Кристијано Роналдо и Златан Ибрахимовиќ. Па видиш, такви две ега не може да се да, сретнат. браво. И види друга работа. Сите што се повозрастни играчи, а не се бака скромни, се продаде Милан. Сам Милан не зашо функционира. Па еден куп дечишта купи. Види ги годиштите. Колку зрели играчи. Голманот има 21 година, што сакаш Донарума. На 16 почна да игра. Види ги играчите се на Милан, колку ти си фаннели на Милан. Види го годиштето на играчите. Не смеат здраво да му кажат ако не им дозволи. Но исто како и македонската репрезентација која многу децении чекаше од онаа многу јака постава кога беше Панчев, кога беше Тони Савевски. Но тие не беа тим. Тие беа звезди. Не беа звезди, ама беа јак тим, добри играчи и има до оној пеналот што го направи со Данска Панчев каде што И од кога доби црвен картон кој се испонаша, значи оштети репрезентација. ја остајте репрезентација. А не дека сакаше тој, него егото чаламот, јас сум главен. Така? Јасно. Но ете поминаа тие децени и конечно дојде таа смена на генерации во време кога Романија, Бугарија, па дури и Грција газеа, а сега никаде ги нема. Да. А од друга страна сега Македонија се изникну. Дали е тоа некаков природен процес? Дали е тоа процес кој едноставно се случува или е едноставно работа каде што во даден момент некој си Мурињо, како овој нашиов селектор, му текнува што да прави? Се е план и концепт и, како викаат американците, trust the system. Значи, нема овдека за година, 2-3, овдека треба деценија да се тера една стратегија за да дојдеш. Ако не се лажам, словенците Збори, продолжи. Словенците вакво Извини, сакав да не дам информација, продолжи. најде информација за шо бараш. Сега да ти кажам, Јоаким Лев, мислам дека 10 години ја води селекцијата на Германија. Поентата ми беше дека едноставно
се сеќавам и Словенија, кога затера кога рече направивме во зимски олимписки спортови се што направивме, нели како скијачи велесила стана, инвестираме во фудбал. Така е. За многу кратко време они се најдоа на светско првенство. Да. И светско и европско учествува. Па Катанец ги водеше. И тогаш настана проблемот, тој го избрка. Една звезда у тимот. Една. И таа ја избрка. Златко Заховиќ, кој играше за Порто. И го избрка. Зашто? Затоа што сакаше да биде поголем од тимот. Ти не можеш да бидеш поголем од тимот. Тоа не е екипа која статично игра цела година. Тоа се два различни типа на играње фудбал. Затоа не можеш да го играш концептот на клупски фудбал не со можеш. репрезентација. Ама не, види, играчите ти доаѓаат 4 до 6 собири годишно. Имаш време за припрема 3 дена. И тие 3 дена треба они да се осетат многу да почувствуваат силна емпатија и другарство едни со други. Да нема нетрпеливост, бидејќи тоа е основниот услов како да ги... Дали пратеше сега НБА плейоф за пред месец-два? Не, повели. Што е случи? Јас фанатично пратам НБА. Никој не веруваше на системот на Леброн Джеймс во Лос Анџелес Лейкерс. Никој не им даваше шанса дека ќе освои титула, прво затоа што е Леброн стар, 36 години, за кошаркар 36 години е многу, поготово за позиција на дворешна што е. И смета дека он само со Ентони Дејвис нема да направи ништо. Се века не се смени концептот за играње во бабл, нели затворени, они ги затворија во Дизниленд. Сите екипи, не знам дали знаеш, ради коронава, сите екипи од НБА со исклучок на оние што нема шанса воопшто да влезат во плейоф, ги затворија во Дизниленд. Да, во Дизниленд, во концептот Дизниленд, таму живее јадеа PSP 3 месеци. Ме зесаш. Да, од не сум знаел ова, не следам, кажи ми. Од крај на јули, до средина на октомври, значи тие беа 3 месеци затворени во бабл, таа го викат, нели во Меур. Така. Беа затворени во Дизниленд, од 30 екипи затворија негде 18, не. Околу 20 екипи ги затворија. Значи она е инфраструктурата на Дизниленд, хотелите, рестораните. Да, ги сменија секој во башка хотел и од тие хангарите што се како еден скопски саем, пошто нели нема публика, донесоа терен, наместија 100 камери, дури наместија оние лед за да изгледа како да има публика околу. Шо збор? Да. Имаше преноси нон-стоп дење ноќе. Утакмици имаше колуди. А они живеат во хотели. Во карантин се? Во карантин никаков пристап со никој, мерење корона тест секој ден. Ни жени, ни бутон? Никој. Бог, да. Па имаше одредени играчи одбија. Пример Евори Бредли, кој играше во Лейкерс и одби. Вика, јас не можам, имам болно дете. Так. Не може, го викат прифатено, нема проблем, терај. Што се направи? Значи имаше екипи за кои сите тврде дека ќе бидат шампиони 100%. Сите тврде дека шампиони ќе бидат Милвоки Бакс. Таму игра оној црнецот од Грција, Јанис Антетокумпо, најдоминантен играч, MVP задниве 2 сезони. И таму игра, пример, имаше страшна екипа, Бостон. Сите дека Бостон ќе изгази. Лос Анџелес Клиперс. Ги има Квај Ленард, со 2 MVP титули на финале. Таму игра Пол Џорџ, таму играат луди екипи. Никој не ги погоди двата финалисти, ама никој. Знаеш кој влезе во финале? Лейкерси против Мајами. Мајами беа 6 во плейоф. Пази, имаш прв, втор, трет, четврти, пети, 6-тиот влезе во финале. Лейкерси беа со највисок скор, но никој не им даде шанса дека ќе изгазат Лейкерси само ради една работа. Леброн бил стар, имале кратка клупа, немале никој на бек, центарската линија им била страва. Таму дојде до израз заедништвото. Секој што досега го ангажирал Леброн Джеймс, првиот пат во Кливленд и во Мајами и назад во Кливленд и назад и сега во Лейкерси, знае една работа. Леброн Джеймс е еден од work ethic, нели, најдобар етика спортска, значи човекот прочитав сега негде дека околу $1,500,000 дава годишно за одржување на неговото тело. За суплементи, за тренери, за искрене, за вежба. Човекот изгледа на Бог, има 36 години. Рипа, забива, скока. 36 години. Единствената голема повреда му беше прошла година кој играше со купилјаците во Лейкерс. И знаеш што направи прошло лето? И рече на Бас, газдарицата, на Джери Бас, газдата керка му, сите ги избркаш. Ги смени сите играчи. Се младош има, све продадо 10 играчи, за да го донесат Ентони Дејвис, и почна околу него да собира стари играчи. Го донесе Ражон Рондо, 35 години играч, го донесе Двајт Хауард, 34-35 години, донесе еден куп старци околу него. Значи, поентата не е ни години, ни смена на генерација, него заедништво и добриот филинг во тимот што си го изградиле. Така е.
И иако никој не веруваше, најголемите мега звезди се распаднаа системски. Сакаш да кажеш дека истото нам ни се случува со Пандев? Апсолутно. Него го вратија ко генерал, а секој што беше тумор во екипата, или што многу се бунеше, немал минутажа, немал ова, немало, чао. Има играчи што само за една за доблеста на Пандев, затоа што ја вака ме фасцинираш, продолжи во овој стил. Пандев е еден од ретките фудбалери, успешни македонски, кој инвестирал во академија, не во кафани, не во коли, не во кафичи, не во не знам. На принцип како што е Вардар и Металург во Ракомет, не е само во Струмица. Тој низ Македонија има академија Пандев. Има во Кавадарци, Неготино, во Штип, има во други градови. Значи, ја оваа аналогија ја имам, зошто на пример Горан Трајковски е најголемиот музичар во Македонија. Некој ќе рече, ама чекај Владко, ама ти направи други. Затоа што нема проект каде што не помогнал, каде што не соработувал, значи нема човек кој поише имал колаборации и помогнал во нови бендови составања, нова музика и така натаму покрај својата. Така е. Така го доживувам Пандев во спортот. Или Кире, или Кире во Ракомет. Кире Лазаров. Кире Лазаров. Исто. Пази, знаеш која е иронијата? Кире Лазаров и тоа е специфично. Тој има клуб, нели са Голден Арт КЛ7. КЛ7 во Суперлига е. Значи клубот сега му влезе во Суперлига. Тој уште го нема тој филинг да игра против играч во негов клуб. Пандев го има. Значи Дориев, сега што игра за Шкендија, Дориев доскоро играше за Академија Пандев. И се пази, на ист терен имаш човек кој е играч и газда на клуб и негов соиграч што игра за него негов клуб. Тоа е прилично вака феномен, знаеш. Значи сега играш Пандев и негов соиграч на терен кој игра за Академија Пандев. Сега ако остане уште година-две Лазаров, ништо чудно неговиот клуб да созре, неговиот клуб сега обично има прибрано млади играчи, 19, 18, 20 години што играат во Суперлига. Ништо чудно на некој нареден повик на Брестовец, еве и во Ракомет, да се случи да игра Кире Лазаров и играч во клубот КЛ7. Да се вратиме на фудбалот. Ајде. Уште еднаш само објасни ми во фудбалот според твоето, што е клучното за да еден тим биде успешен. Очигледно дека поединечните способности на скапи играчи и така натаму има до некаде, не знам, Шпанија, Германија и така натаму, но има веќе кај она средината најмногу игра тој тимски дух ние што го збориме. Тоа луѓе обично нели викаат и со срце за Македонија, за ова, за она. Малце е поинаку ситуацијата, не дека не се патриоти Фудбалот се. е војна, стратегија. Тоа е битка кој што ако го Ама гледаш. зошто им функционира војската? Затоа што егото е тргнато на страна и конфликтите. Затоа што чаламот е тргнат. Јас пак пример ќе ти кажам. Кажи ми еве од било кој период грчки фудбалер. Има неколку, ама не можам се сетам. Ама не може ни еден да ти тегне. Добро, 2004 во Португалија стана европски шампиони. така е. Ама германски тренер. Оторе Хагел. Ото Хагел. Тој дојде. Ама вака, тој која дојде, ја бидејќи давав интервју за ова на грчка телевизија. Ја реков дека Грција ќе биде европски шампион. И овие трчаа да ми земаат на кеј. И то знаеш ли со колку дадени гола? Со 5 или 6? Со 5 или 6. Зошто? Затоа што увидов до тогаш, до толку од моето аматерско познавање, дека дисциплината апсолутно носи резултат. Сега, ние не сме дисциплинирани, но еве постигнавме резултат. Токму заради тоа заедништво. Значи, треба нешто да го осети тоа, дали на некој тим му фали дисциплина или заедништво. Грците си го имаат они, мислам, си го имаат они тоа нивното, знаеш, пошто си се чаламо тој грчки, се тепаме против турци, Еве сега го имаат па не ги бива. грци, македонци, све они против цел свет. Ама дисциплина никогаш немаат. Грке, Така. медитеранеце. Ото Рехагел кога прифати на страна остров што си доби или ова она, он рече никој да не ми се меша. Така. И кога им рече каква строга дисциплина ќе им наметне, никој не смееше да му замори. И го слушаа до крај, иако не се веруваа во успехот. Но успеа. Кај нас што треба сега?
треба да го развиваме овој дух околу Пандев кој го зрачи и овој наш тренер кој го успева, или треба да работиме на една сериозна дисциплина. Што нас не очекува? Што заклучуваш ти од досегашните, нели, што се вика, на тенки живци едва дојдовме? Види, јас многу убаво го земам примерот на Германија. Германија задниве 10 години гази, никој не знае кој игра за Германија. Значи, Германија, пази, се уште има актуелни играчи кои газат, за репрезентација не играат. Јоаким Лев е таму богот. Јас сега кога ги отворив првите 11 на последнава утакмица Германија што играше. Ако отвори слободно. Баш да видиме. Пола играчи на Германија во моментот, чекај сега. Ајде, слободно ќе ги погледнеме. Фудбал тим, еве. Значи, еден куп многу побитни играчи, селекторот ги тргна. Затоа што мислеве го, Јоаким Лев, селектор им е... Добро. Appearance, best result, team image, coaching staff, еве го Лев. Players. Еве ти. Голман Емануел Нојер. Добро, познате. Поим. Резерви се Берд Лено и Кевин Трап. Кевин Трап, да знаеш, еве се Вајнтрак, беше бивш голман на Пари Сен-Жермен. Бернд Лено е во Арсенал. И сега, дали го знаеш Робин Кох? Не. Апсолутно. Феликс Удокјаи. Дали го знаеш Джонатан Тах? Дали го знаеш Матијас Гинтер? Тие играат. Дали го знаеш Филип Макс? А Бенджамин Хајнрих? А Никлас Суле? Антонио Рутигер е црнец кој играше доскоро за... Уствари уште игра за Челси. Никлас Старк го знаеш? Тој е од браната на Германија. Кој ја знае? Еве ги 29, 3 пати, 13 пати. Значи не се прв пат викнати. Освен Антонио Рутигер кој игра во Челси, никој. Флориан Нојхајус го знаеш ли? Надија Мамири го знаеш? Тони Крос го знаеш од Реал, така? А Џулијан Бранд, а Леон Горецка, Лерој Сане го знаеш од Манчестер Сити. Сега е во Бајер Минхен. Ништо не ми значат. Илкај Гундохан го знаеш од Манчестер Сити. А Махмуд Дахут, јас прв пат слушам за Махмуд Дахут. Хаверц. Добро, Тони Крос. Тимо Вернер го знаеме си. Тимо Вернер го знаеме. Гнабри не го знам. Во Бајер Минхен. Ама задниве 2 години експлодира. Не го знам. А Лука Валдшмит во Бенфика игра. Дрекслер е попознат. Значи, сакам да ти кажам, они газат, ти немаш појма кои се. Луѓето сега се бунеа зошто ги тргнал од репрезентација, еве Дракслер е тргнат, не игра нешто че Емре Џан не игра, Суат Сердар. Дали кај нас имаше слични работи, зошто е тргнат ово и зошто е тргнат имаше. Најголемо бунење беше за човек кој е расен стрелец, голгетер, за Адис Јаховиќ, тој мислам дека веќе 3 години не е викнат во репрезентација, имаше инцидент на тренинг, нешто кога што знам имал некоја препирка со играчи и селекторот го отстрани, после тоа пак го викна. Овој се побуни зашто бил резерва и веќе не е повикан. Така. Адис Јаховиќ е класа шпиц. Голгетериште не видено во Турција ден денес растура, на залезна кариера, има 33-34 години. Селекторот вика моја и сега луѓето, нели, ми ја разбирам реакцијата. Зашто игра Несторовски, кој еве нема даено гол 10 утакмици и така. Резерва во Удинезе, зошто? А упорно го форсира. Зошто не игра Јаховиќ или некој друг што давал голови? Така. Селекторот вика, јас од мене се барат резултати. Кого јас бирам моја одлука. Така. Се звучи себично, ама е вистина. Така. Значи, тебе мислиш ли дека му е правилна одлуката еве и покрај резултатите? Може ли да се изменаџира его на еден голем играч како Јаховиќ и да се направи или тоа премногу време, а премалку средби има за да се создаде една таква позитивна атмосфера и да се вклопи во не играчки, туку психолошки, емотивно да се вклопат. Бидејќи ги гледаш деца, ќе дадат гол, се гушкаат пола саат едни со други. Разбираш? Друго Јанко, само ти Златан Ибрахимовиќ кој ќе дае гол, застанува и вика бегај таму да ме снимаат, јас сум дал гол. Кој ве врти Копилјано? Ама тоа функционира таму. Тоа е тим. Во репрезентација не се оди за пари. Има пари сега, за разлика од порано, во репрезентација не се оди за пари. И се слагам со тебе, многу малце има време за да ти сега ги пребродуваш некои таму, кај што тимовите во клубовите имаат време да хендлаат на дневна база. Второ, имаш склопен тим.
селектор има, тој не е тренер, тој е селектор. Тој селектира. Еве пример ќе ти кажам. Еве многу луѓе анализираат пример за луѓето, па не само еве со го направија Пемпере македонци, Кулушевски зошто одлучил за Шведска да игра. Па Шведска е роден. Тој има охридско потекло, еве во Ювентус игра први 11. Прекрасен момак. Му се понуди, нејке. Ама роден е во Шведска, он не знае за Македонија. Не, сега лето во Охрид беше како не? Да. Со другари од клуб. Не, во рето е тоа, ама Негова проценка е дека Шведска му е поперспективна. Да е жив и здрав. Многу луѓе, ако разгледаш по клубовите, поготово на Википедија, и гледаш секој клуб и знаменциња. И сега купиле 3 Срби, 2 бразилци. Има во неколку клубови еден куп албански знамења. Нема да мислиш дека нешто особено албански играчи доаѓаат во Македонија да играат. Тоа се македонски играчи кои имаат земено албанско државјанство. Кои имаат, дури има такви кои имаат сменето, знаеш, играле до младинска или до сениорска за Македонија, отишле да играат за Албанија. И се наши навивачи, етнички македонци, знаат да кажат: "А бе, овој се продаде, отиде за Албанија." Чекај, а обратен пример ајде да кажеме, еве мојот омилен играч, Аријан Адеми. Аријан Адеми е етнички албанец, роден е во Шибеник, од Хрватска. Цел живот игра во Динамо, нема сменето клуб, освен за Локомотива, која е втора екипа на Динамо, цел живот во Динамо игра. Капитен на Динамо. Аријан Адеми дојде да игра во Македонија благодарение на негов прв братучет, Агим Ибраими, кој беше тогаш играчиште, беше решавачки игра за Македонија пред некои 5 години, и Агим Ибраими искористи шанса да вика, иако пази, да се разбереме, Аријан Адеми има 3 пати играно за сениори на Хрватска. Значи има играно младинци, сите школи ги има поминато на Хрватска, има играно за сениорска репрезентација на Хрватска и Агим Ибраими му вика дојде да игра за Македонија. Тој Аријан Адеми, кој изгина на утакмицата со Грузија во гости и играше до 67 минута, мислам, играше под инекција. Кој прати ревносно знае дека тренерот Игор Ангеловски најави дека он нема да игра. Не ради калкулација, човекот дојде повреден. Човекот рече, ако можам да стојам на нозе, јас сакам да играм. И сега, сакам да ти кажам, сите тие стереотипи и делби на етничка основа, ваш, наш, кој бил предавник, кој бил за нас, одма паѓаат. Еве ти, етнички албанец, кој е само по потекло тука, кој со фамилија преселен, израснат, и е мање више Хрват, роден во Шибеник, живее цел живот во Загреб, изгина за Македонија доди на европско. Од друга страна имаш еден куп кои неќа да играат, се фолираат овона. Значи сакам да ти кажам, ние имаме проблем како луѓе да лепиме етикета за сите. Тоа знаеш како ти е? Јас по место на раѓање, иако цел живот сум во Скопје, еве го битолчанецот. Ке отиш во Битола, еве го скопјанецот. Јас сум индивидуа. Не можеш ти мене да ме карактеризираш според сите. Значи не, ти си живел во абе вие центарци. Човекот Што мислиш дека е сега потребно, и да направиме пауза, што е потребно на македонската репрезентација? Не сме многу ефикасни. Мир. Дали ни треба некој друг играч или како да ја подобриме ефикасноста? По тебе Македонија веќе даде државјанство, немаше време да го викне. Веќе додели државјанство и најверојатно ќе биде викнет за наредните утакмици во март. Тоа е шпицот на Лос Анџелес Галакси, Дени Мусовски. Дени Мусовски игра во МЛС, професионалната лига во Америка. Човекот експлодира оваа година, се убива од голови дање, сега хеттрик даде, растура човекот и прифати да игра за Македонија. Роден е во Лас Вегас или така нешто, Невада е, се игра за Лос Анџелес, звезда, 24 години има, полна животна форма, класичен шпиц, голгетер, делкач. Значи дека треба да има пријателски фудбалски надпревари со него максимално колку може да се направи. Ќе видиме, може ќе се вклопи, може не. Може така. Има дел од Како ти изгледа спрема играта негова, пошто гледам го знае. Човекот е класа, поентата е дали ќе се вклопи со екипата. Човекот е класа. Гол играч. Може ли таков играч да се вклопи? Може. Само тој треба да научи повеќе да игра одбрана. Американците слабо играат одбрана, затоа што и кај нив секој спорт е шоу, поготово регуларен дел од сезона. Па може би такво нешто ни треба. Ние немаме таков историен шпиц, освен Пандев, кој не е баш... Пандев не е шпиц. Не е шпиц, он е ривал до позиција, Да, така. Мидфилдер атакер, да речеме. Ко Тоти на времето. Да, влечач на топка. Така. И он треба, мислам дека на Пандев таков играч пред одлично него. би му
пред него. Пушти го му ради. делка. Да, ако ја утне Пандев од батокот може Да. Мислам, ја така го размислувам, не сум многу. Поентата на првенството е, ние уште сега се знае, има две опции. Едната опција е да се задржи првенството така како што е планирано, а тоа е да знаеш ако остани така и се намали малку короната до јуни, датумите се 13 и 17 на Арена Национале во Букурешт. Можеме да одиме нека е Букурешт. Две утакмици. Ги играме со Украина и со Австрија, почнуваме со Австрија па со Украина и на нивен терен играме, така е ждрепката и така е погодено, на Кројф Арена во Амстердам со Холандија. 3 утакмици имаме. Јас пак ќе ти кажам, ако селекторот направи добар распоред, ако процени на која утакмица може да игра, моje мислење, тој може да процени дека може да игра полубункер со Австрија, и да оди на контри, да се надева дека ќе даде гол па ќе тепа, и да игра на 0-0, да лапне бот, и може да игра класична, пример, утакмица на победа со Украина. Тоа ако освои 4 бода не идеме дале, човек. Тоа не е шала. Така да, тој турнирски мир и треба на македонската република. Треба на селекторот никој да не му се меша. Само тоа. Ние сега помалце да јадеме бурек, повеќе на вивачки да бидеме, повеќе на вивачки да бидеме и многу памет да не солиме, кој што се знаеме. Па ти мислиш, случајно беше, на првата утакмица си бранеше Столе Димитриевски, наредните две му се даде шанса на Дамјан Шишковски. Нема логика, Столе одбрани 30 утакмици и вториот голман го немаш играно. Ни Шишковски, ни Богатинов кој веќе 5-6 години не игра, иако мислам во репрезентација он беше поранешен прв голман. После него стана Пачовски, па сега нели Столе Димитриевски, ниту Дени Илиев што е во трета лига во Англија, што прошла година беше во Полска, иначе и во Чешка, иначе Словачка тоест, е голман на Арсенал. Ако е голман на Арсенал, тој активно не брани, голман е шкаклива позиција. Се ти не можеш да се ослониш само на еден голман. Второ, луѓето, не се пласиравме во Б дивизија. Че може попаметно што не се пласиравме во Б дивизија. Затоа што во Б дивизија ќе игравме со ептенијаки репрезентации наредните 2 години во Лига на нации, ќе не истуреа, за да бидеме искрени. Ќе влеземе ке репрезентации кај што секоја утакмица ќе требаше да се браниме. Значи ние дури добро е што ја пуштивме Ерменија да оди, ние го постигнаме големиот успех. Значајниот. Успеавме да се пласираме на европско првенство фудбал. Ова сега има огромни шанси да повлече еден куп млади деца повторно да го засакаат фудбалот, повторно вистинските школи да направат правилни селекции, оти да знаеш, ние едно време потонавме во кошарката. Потонавме после оној успех 2011 или 12 која беше, 2000 потонавме. Но ти во моментот, ти имаш една плејада од 10 на 15 играчи кои играат во Италија и во Шпанија, да знаеш. И то детето на Тони Симич, на Врба Стефановно, на полот тие репрезентативци, нивните деца веќе се на запад. Не седат тука. Што мислиш, во МЗ или во работнички играат? Не во Италија се човече. 14, 15, 16 годишни. Тие ќе експлодираат, прашање на време. Така да, колку и да сме хаотични, за некои работи, во ова каква таква никаква држава наша, работите се на наша страна, да знаеш. Одиме со кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со разговорот на сосема друга и политичка тема. Вај тука. Не, маска носам само исклучиво заради грлото, а не заради, пошто корона си прележав, да си ги ставам. Како? Микрофонот? Тука ми е. Тука е. Све сум спремен. Светло спремно. Океј. Почитуван господине Александар, Македонија ќе иде на европско, ама не и во Европската Унија. Бугарија одлучи да ја блокира Македонија на патот за Европската Унија. Ваша една обширна анализа или да те буцкам со подпрашање за да те потпалам? Па јас ќе почнам да со те нешто, остам, ти можеш, ја ќе почнам со нешто. А ја да те буцкам. Да. Добро. Еве сега тогаш е одма со буцкање, па Ајде. Да ти ги зголемам вртежите, октаните во горивото. Ајде. Цел живот говорам и
од сите оние што ги дознавам, не дека јас сум најпаметниот, тоа се податоците, дека во НАТО ќе влеземе, па макар и за уши ќе не внесат, но дека никогаш нема да влеземе во Европска Унија. Оваа власт си ја заврши задачата за НАТО и по мене можеше да си спие на тие ловорики наредниве 8 години, мува да не ги поласи. Што ги натера да си бутаат трну здрава нога и да идат и да се трескаат од земја, се извинувам вака, да не убедуваат дека само што ни сме ушли, ево, тука сме. Видим. Имаше ли реални услови ние да се подпираме на таа тараба наречена Европска Унија? На страна Борјановци и тоа шарена окотница која не убедува дека тоа е тоа. Мислам, не дека не ни треба или не сакаме. Едноставно, mission impossible. Јас на моменти заборавам ситници, еве ме караат најблиските саканите особи, дека знам да заборавам ситни работи, мали нели ситници кои многу значат. Знам и да заборавам некои работи што пред 5 минути си ми го кажал, ама имам нешто што се вика долго сеќавање за работи што мене ми се во свеста вградени. Памтиш пред една година кога бев јас овде гостин кога Франција ни кажа не? Да. Јас бев тука гостин. Така е. Али народот не памти. Заборави за Франција. Да, очигледно треба да се... Јас правам една работа кај мене на сајт. Сега на почетокот на емисијата краткото паметење на јавноста? Да. Репостирање или преобјавување. Добро е што, дали си приметил една работа, дека по големите сајтови во Македонија, кога им се наполни меморијата или кога ја сменат провајдер или било што или кога сака да снема вести, пола сајтови поише од година-две немаат архива. Знаеш што? Си видел? Големиве сајт, најголемиве. Нема. Отвори вест 2015, а нема. Мртва е. Нема. Тоа валјда е некаков договор за да нема одредени информации. Јас сметам дека државата треба да донесе законска регулатива, као што има архив на Македонија, као што архив ги зема документите од институциите, треба и да им ги бара годишно или на 6 месеци базите на ова, за ги задржи. Знаеш дека, например, еве, телевизијава некогаш беше пред да стане телевизија, беше Весник, ТВ Сонце и целата архива ми е тука на располагање. Се разбираме. Во било кој момент ја можам да дојдам и да проверам дали било вистина дека тој и тоа и тоа го напишал тука кај мене. А може некој да ја запали или да ја фрли у ѓубре. Но затоа постои двојна, како што е за Вечер и Нова Македонија, кои стојат во универзитетската библиотека. Така што Ама за сајтовите нема. Вечер, јас сум ги утепал. Вечер и Нова Македонија има. Има и во собранието, да знаеш. Они велат дека ја имаат, ама никогаш не ми ја дадоа. Мислам дека не им се ни дава. Пред тебе стои човек кој за истражувачки проект на документарци кои се правеа. Така? Во собранието на Република Македонија ги има гледано старите дела на Нова Македонија. Ево, овој пред тебе лично. Имам седено на биро и ги имам листано, ги имам гледано старите броеви од 80-ти години на Нова Македонија, јас лично. Ја ги имам во емисија прикажувано броеви на Нова Македонија од 60-ти и од 70-ти. Слетувањето на месечината, насловната страна на Нова Македонија на оваа камера од озгора беше прикажувано. Така. Значи, и ни беа дадени на реверс од универзитетската. НУП, Народна универзитетска. Да. Али не и од Нова Македонија. Не Вечер, не даваат. Битниот момент. Ние имаме проблем да се сеќаваме на што ни се случи нас одма после непримањето и непочнувањето на преговори. Добро. Ни се понуди мини Шенген. Мини Шенген, знаеш што беше? Го забораив тоа, браво. Да се направи безцаринска, безгранична унија, безцаринска, безгранична унија помеѓу. Така? Босна, Црна Гора, Косово, Србија, Косово, Албанија и Македонија. Така. Кој е муабето тоа? Тука србите ги обединуваш во една држава и албанците ги обединуваш во една држава. И македонците како технолошки вишок. И нели црногорците како условно речено како полусрби. Да не речам вулгарно вака. Тие што се херцеговци, тој со хрватско потекло, веќе имаат двојни државјанства и полека еден по еден гледаш, гледај Карачич, ракометарот е босанец, игра за Хрватска, а брат му игра за Босна, тоа е многу интересно. Карачич се двајца браќа. Карачич кај нас во Вардар што игра за Хрватска, брат му за Босна игра. Се босанци. Така да сваќаш кои се дали скриени, дали отворени намери на западот, како тие гледаат на нас. Битно им беше тие држави што можат да ги вклопат и да ги вклучат во НАТО. Што направија? Босна знае дека е под директно влијание на Србија, не ни се обидуваат да ја внесат во НАТО, ама ја контролираат на друг начин. Србија нема никогаш да влезе во НАТО, но
Црна Гора е во НАТО, Албанија е во НАТО, Македонија е во НАТО и Косово е НАТО протекторат. Значи, игранката Така да завршена е работата. Србија, уствари, да се индоктринира во Не може, тоа не може. Таа држава била бомбардирана од НАТО, народот не го прифаќа НАТО, тоа нема да биде. Но ќе ја направат изолирана држава воено. Нези Босна. Нези Босна се изолирани држави по воена основа. И од друга страна, за останатите, ти гледаш дека бараат нас да не евроинтегрираат, ние да се само интегрираме меѓу себе, па кога ќе помине еден временска една дистанца, кога ќе се релативизираат нештата, ти пример, види се, ти кога ќе ги направиш безцарински, безгранична зона, Албанија, Косово и Македонија, ти автоматски на некој на овој или на оној начин голема албанската идеја си му ја остварил. Си го направил во една држава без граници. Кога Србија со Босна и Црна Гора и северниот дел од Косово, кој нели сега заграден као граница, си го обединил, повторно му даваш една условно речено желба за голема Србија, така? И исто голема Бугарија со Македонија. Не, ако признаеме. Така. И сега имаш две опции. Или опција да останеш македонец каков таков, добро, и да те здружат со Албанија и со Србија, или опција да се одмакедончиш, ама да влезиш со Бугарија. Со тоа што на Албанија му даваат датум за преговори, веќе почнат, као некаква политичка волја, јас се смеам, сега викам што ќе се случи ако по тој убрзан процес, не знам дали знаеш дека датуми за преговори веќе започна преговори со Европска унија Србија. Дури не претекна и почна преговори. И сега што ако Србија и Албанија побрзо од нас завршат со преговорите? Што ако тоа се случи? И пример ги примат нив 2030, а нас треба да не примат 2032 или 35-та. Као што беше Словенија со Хрватска. И? Па гарантиони ќе ни постават некакви услови. Као што пак ние треба нешто да смениме. Значи, ова докажува дека самата Европска унија како таква... Па им дадовме на србите Прохорчински. Па мало. Чекай, ти си ги видел границите до 50 до 60 години до каде беа? Пуше 5 километри после Прохорчински не да им го даеме. Па ти, во здравствениот систем Прешево беше под Македонија. Не знам дали знаеш, до 50 и некоја година. Прешево во Македонија се дури системски кај нас се водеа. Долги се приказните. Треба некој постар овдека да најдеш. Нема. Постар збориме од 70-80 години. Не, немаат фокус, за жал. Така? Значи, ние имаме реален проблем. Проблемот е наш. И сега, како се канализира тоа кај обичниот народ? Револт, фрустрација и омраза. И мене ми е многу жал што нашиот народ, вклучувајќи ми мене и тебе и сите останати, се доведува во ситуација да мрази од немој, да навредува и да понижува сите. Луѓе, јас викам, не релативизирам, нити бранам други. Значи, по македонско срце, од мене нема да најдеш поискрено, почестно во односот, во патриотизмот, во желбата за сеопшто духовно, културно, па и гранично обединување на македонецот. Поентата е што македонецот не знае да функционира здружено. Јас 100 пати на луѓето имам речено, престанете да се правите, ќе почнеме од верата. Престанете да се правите големи рисјани, големи православци, не сте, престанете да ги отуѓувате македонците муслимани. За мене тие не се исламизирани. Не се ни македонци, тие се македонци. Дали се викал Абдула, ако мајчин јазик му е македонски, ако пее народни македонски песни, ако навива за Македонија, ако се радува, јас знам еден куп луѓе, и од поречието од твојот крај, нели, Семено, каде што имаш, нели, лоза, и од луѓе од Скопска Блатија, од Количани, тоа се прекрасни луѓе, одлични луѓе. Луѓе кои работат во армија, луѓе кои работат во војска, луѓе кои се по културно-уметнички друштва. И ти го судиш, му даваш пежоративен начин, затоа што не се викал Трајко или Ѓорки, што помалце македонец од тебе. Така е. Тој е македонец. Така Значи е. ти го тера и после викат, абе тој на Ели Филмас луѓето. Албанец бил, турчин бил. Луѓе, проверете што е Ели Филмас. Ама неговото село од кај што потекнал биле Турци, се декларираат Турци. Тие се Горанско село. Горанско село од, кажи го, од Полок. Тоа се Јеловијан и Јурвич. Кој знае Слаткари, Семкари и останати од таму се. Тоа се прекрасни луѓе. Ние самите створивме
оградување или дистанцирање од сите што не ги сметаме за наши. Ние бараме непријател во секого. И сега, овој бил просрбин. Овој бил бугар. Јас се сеќам во 90-тите години, во раните 90-ти, ВМРО беше пробугарско. Сега Не, за друга СДСМ шизофренија зборам. Имаше една шизофренија во 90-та за осудување на сите што се ич. Тој Трајковиќ не може да е македонец. Полека, човече. Јас имам во фамилија, поблиска, роднини кои се на ич. Добро, да не идеме за поентата. лично. За поентата. За поентата. Поентата е, знаеш како станале на ич? Дошол пред 3 генерации војно лице. Тој зел македонка, направиле дете. Тој зел македонка, направиле. Тој е една осмина србин или хрват или бугар или било што. И затоа што по машка линија останала лозата на ич, ти на човекот му лепиш етничка етикета. Полека. Значи, да се освестиме. Христијани, тој бил, не знам, со Вранишковски. Тој бил со не знам кој. Човече, нека биде што сака. Тој има различен став, тој има различно гледиште, релативизирај го низ системот, маргинализирај го ако мислиш дека работи спротивно од државните интереси, се согласувам апсолутно, но не може ние да се делиме себе си, да ги елиминираме, да ги тргаме сите од јадрото. Знаеш што прави квалитетна нација? Обединува. Еве прост пример ќе ти кажам. Пола естрада во Србија се етнички роми. Освен Есма, Бог да и душа прости. Кој друг ром го знаеш на естрадата е мега звезда? Има класа луѓе. Има вака. Значи, ние идеме комуњари, ВМРО-овци, бугараши, србаши, шарени, небањати. Каравангелисти имало. Мене ми рекоа дека се бил Не, овие актуелни бе сега. големиве, крупниве. Не, сега што се зајадуваме. Да. Бањати, небањати, шарени, куртони, Каури муслимани. каури муслимани, неутро ВМРО активо педерана, што имаше уште поделбите. Ова вака на дневна основа, и то мои колеги кои се декларираат македонци, големи, кои сакаат земјата. Значи се навраќаме на поентата. Го протежираат тоа. Тие се не знам за Бајден, ово е за Трамп, ти си за Гейтс, ама си против ова. И така натаму. И тоа иде до бесконечност на таа поделба. Ние сме во константна Ние сме во константна војна со себе. Ние не пази, бугарската држава, извини, тоа сакам да потенцирам, да престанеме со категоризирање на бугарите. Јас знаеш зашто викам така? Затоа што најмалку четвртина од бугарската држава и нивното етничко јадро се луѓе кои покрај бугари се декларираат себе си како македонци. По таа држава. Добро. Проблемот е што низ образовниот систем, пропагандата и се останато што е во таа држава, во Република Бугарија, тие македонското го стават второстепено, иако не се откажуваат од него, но велат ние сме бугари, да сте живи и здрави. Штом вие потенцирате дека сте македонци? Има нешто. Пошто они викаат, Бугарија е 3 дела. Ама што со тоа? Дозволи ми. Вика има 3 дела, демек Бугарија голем, иако они фантазираат за многу повеќе, ама демек Тракија, Мизија, Македонија. Извини, јас ниеден бугар не сум слушнал да каже јас сум тракиец. Ниеден не потенцирал дека е мизиец. Ама тој што е македонец вика јас сум македонец. Тоа значи дека бугарската држава, кога е формирана на сличен или ист начин на кој е формирана Југославија. Мизиец и македонец е ко македонец и словенец. Но тој јазично, културолошки, па и територијално ги дисперзирал луѓето сегде и ги неутрализирал системски, но во свеста на луѓето останало моментот на македонец. И токму ради тоа, кој кажеш македонец, за нив е еквивалент, значи ти си наш човек бугарин. Но тие памтат дека се македонци. Што е проблемот актуелен сега во Бугарија? Ако нивната национална историја, која оние форсираат над 100 и нешто години, поготово на изминатите 60 години, после Ѓорги Димитров, ако ги признаат македонците, тоа што тие ќе почнат да се изјаснуваат како македонци. Прво ќе почнат 50.000, 100.000, 200.000. И ќе станат систем внатре. И тогаш нивниот мит внатрешен паѓа долу.
Тие веќе имаат големи малцинства, имаат ромско малцинство, имаат турско малцинство, кое пред се детерминирано верски. Пред се верски. Кај ромите поеќе нели визуелно, има и православци и муслимани, кај ова население што турци се декларира, има кај нас нели македонците муслимани што се вика турци, кај нив гагаузите, исто се турци и се декларира турци. Но останатото население, од тие 6,5 милиона колку што им остана во државата, останатите 4 милиона, ако се поделат и со македонци, тие го губат јадрото внатре во нацијата. И се тие на што се повикуваат како држава? Вели, имаме премиер од Охрид, имаме генерал војсководец од Скопје, имаме уште еден од Битола, имаме еден од Ресен. Значи, тие одат на карта референца. Ние ако гледаме така, председател или премиер на држава ни беше Бранко Црвенковски, роден во Сараево. Ако одиме се по логика на Раје, што он е босанец? Значи, ние се повикуваме на картата кој од каде е, и они тоа го земат како историски факт, и ако дозволат, ние да останеме тоа што сме, тогаш нивниот мит пропаѓа. Иако јас велам вака, да беше Бугарија паметна, да се навратиме на битен момент, Бугарија нас прва не призна како држава. Тоа е факт. Они се надеваа, се отворија границите, брајката македонци ќе ни дојдат во преградките. Први. Македонија независно ни први не призна. Воен конфликт 2001. Оружје, нели тенкови стари ни дадоа еден куп работи. Значи, односите помеѓу севкупниот народ бугарски и севкупниот народ македонски се добри, не се лоши. Проблемот кај нас, што е? Што тоа што тие се едуцирани низ системот, поготоа нивните политики и нивните служби на начинот на кој работат, велат, да, вие сте македонци, ама сте бугари. Еден од Бугарија вели, вие во Македонија, вика, ги напаѓате бугарите, а не ги напаѓате албанците, не ги напаѓате турците, србите. Па да, затоа што тие не ни негираат што сме ние. Тие си се тоа што се тие, ние сме си ние. Вели еден, вика, ако си во Македонија бугарин, ќе имаш проблем. Не. Јас имав комшија, уште во Чаир на времето, уште во социјализмот, дете кога бев, ние сите го знаевме, да не го кажам на име, тој и тој, бугарот. Но тој не одеше по улица, нас ни викаше, вие сте бугари. Не, он си беше бугар. Еден го знаеме, во зградата живееше. Со неговата жена и 2 сина. Имаш уште еден позади зграда, заборев уште еден деклариран бугарин, ама тој беше доселен од Јужна Србија. Проблемот што е? Велат, јас во мојата колумна вчерашна напишав, во Македонија бугаринот не е етничка припадност, е професија. Тие 200.000 пасоши што се, ако се реални, реални ги има како дадени 200.000 пасоши, де факто. Ако се политичка реалност, зошто тие 200.000 не се артикулираат општествено политички? Кај нас имаше 2 партии кои покажаа пробугарски став, едната освојаве на последниве избори. 3.000 гласа, 3 и нешто, другата 2,5. И то никој, пази, они на избори не излегоа со пробугарска матрица, него со некои неутрални миња за Македонија, ова, она, граѓанско-демократски, не знам што другава. 2.500 гласа, 3.000 гласа. Значи, се минорен фактор. Значи, ако се тие 200.000, тие треба да освојат 20, 14, 10, 8 пратени. Имаат нула. Кај нас се сведува на некои луѓе кои се сомневаат во своето минато. Тука е проблемот на образованието. Тука е проблемот системски кој го ние имаме. На крају крајава, на крајот на краиштата, ако некој твој прадедо или чулкун дедо се декларирал бугарин, си се размислил тој дедо да го прашаш која била причината за тоа. Јас имам најдено кај мене фамилија една личност која била грк, србин и бугар. Што бил продаена душа? Не. Не го прашај кај живел, што му се случувало и што требало да направи. Или не го ни прашувале. Тоа неретко и македонците им го правеле на други луѓе. Има албански села во Македонија. Јас како етнолог кажувам, кај што дошол матичар полн со себе, село албанско село на ски ги направил. Сите. Такви има неколку села. Сите се на ски. Зашо сакал тој, главен бил. Палел гасел. По албанско село не може да биде. Сите на ски. Алиовски, Малиовски, Беро... Дојаш и се низ време они менуваат презимиња. Значи, таа репресија која се случила сега го дава повратниот ефект. Нас сега ни се случува тоа што низ времето долго време било ставено под чергише. Пак ќе кажам, 200.000 бугари во Македонија. Јас ти гарантирам дека од тие 200.000, 150.000 се во странство. Знаеш зашто го извадиле државенството? Да си одат која сакаат.
За да си одат кога сакат. Второ, за да работат во Европска унија. Сега ти со македонско државјанство можеш да одиш во странство, можеш през 100 до 90 дена да имаш. Зошто го направи ова Бугарија и какви ќе бидат последиците по Македонија по ова и што е крајната цел? Јас мислам дека ова Зошто го направи Бугарија ова? Страф, реален страф. Реален страф од што? Реален страф дека ако се прифати сето ова што се случува, Кое? па непопусливоста на македонците, они поставија стрикни услови. Главниот услов, иако сите се фатија за Македонија нема, очигледно, еве, Сите се фатија за- беше дека СДСМ се предавници, дека Заев све ќе прифати, све ќе ни смени, све ќе продаде, сепак не испадна така. Што сега за Бугарија? Мислам, знае и они зошто не дозволија да влеземе во Европската унија. Што им е целта? Ако им е целта, Ова е делумен блеф. Еве сега ќе ти кажам зошто. Затоа што делумен блеф чиф. на бугарите Аха. пробуваат добро. да земат што можат. Зошто? Ние на грците им дадовме се. Се им дадовме на грците. Така. Ние викаме дека имаме зачуван идентитет. Пола европски земји, пола сајтови, пола места, дури се караме, јас лично се карам со странци. Северно Македонија. Норд Macedonians. И то споено. Споено. Норд Macedonians, нема нигде Macedonians. Второ, и кај шума Macedonians, ние сме Macedonians со фуснота. И вика, Citizens of Republic of North Macedonia. Чекај, да те прашам, ако имаш ти роднини во Лерин, тие се македонци? Пошто тие не се Citizens of North Macedonia. Тој нема државјанство македонско. Ако е во Мала Преспа, ако е во Голобрдо, ако е на Косово, во Гора, ако е во Србија, ако е во Бугарија, еве. Ако е во Австралија, еве јас, цела моја фамилија, први роднини ми се, први братучеди, тетки се овона, немаат македонско државјанство. Немаат потреба од него, него вадат. Имаат австралиски документи. Ако се декларираат Macedonians, они се Citizens of Republic of North Macedonia. Ти не се Citizens of Republic of North Macedonia. Тие се само Macedonians. Така да како е тука зачуван идентитетот? Кај е зачуван? Македонски јазик? Добро, зачуван. Со фуснота група на јужнословенски јазици. Јас не знам други јазик што е со фуснота. Да имало втор македонски јазик во Грција што се користи, сваќам да има фуснота за да се направи дистинкција, разлика. Зошто се прави разлика? Знаеш колку гвајани има во светот? 3, 4. Француска Гвинеја, Бисао, Гвинеја, 4 Гвинеја има. Знаеш дека има две Конго држави? Едната Заир се викаше. Една е Конго, друга Конго. Не се бунат, двете Конго се викаат. Заир веќе не се вика Заир, Конго се вика. Конго и до него уште едно Конго. Конго, Киншаса. Да, ама едното е Конго, другото е исто Конго. Конго. Што ти е поентата? Значи, кога на грците ти им даде се што побара, јас се сеќавам Нормално е бугарот исто тоа. бугарот оди сега максималистички исто на се. Од што и да се откажеш, ти имаш несогледиви штети. Прост пример кажа, не знам кој политичар или некој на телевизија. Џорџ Вашингтон англичанец бил, сите го памтат ко американец. Никола Тесла шо бил? Србин? Знаеш кај е од Никола Тесла? Лик. У центар на Хрватска, у Далмација. По Хрватска не може да биде. Михајло Пупин шо е? Србин од Вевчани е. И са што Србинот вика, не смеете да спомнете дека по фамилија од Вевчани. Ало, знаете српска фамилија ви е Пупин? Не. Ефто Пупиновски фамилија останатите не знам кој од Вевчани се. Значи тие не одлепуваат, да, тој се води као Србин де факто, ама потегло овде. Овој тебе те гази за Гоце Делчев. И му викаш, брат, што толку се потресуваш ти за Гоце Делчев? Што на бугарската историографија значи Гоце Делчев? Ништо. На крају крајва, ама учел бугарско училиште, екзархиско, не знам што, па после бил наставник во бугарско училиште во Новосел. Добро бил, такво училиште имало. Значи ова не е фатално за Бугарија, ова е само блеф да искористи колку може. Ова е проблем за Бугарија, долгорочно, они сепак ги бранат сопствените истеници, но е фатално за Македонија. Оти Гоце Делчев е апостолот на македонизмот. Нема Гоце Делчев, нема македонец. Гоце Делчев има напишано, јас сакам да почивам во престолнината на независна Македонија. Тој затоа е дојден во Скопје, иначе не во Скопје не се мафтал тој. Тој во Штип предавал јужниот дел од сегашна Република Македонија, Егеот и према Бугарија. Тој не седел во Скопје. Тој бил донесен во Скопје по негово барање. Тој не барал да би закопан во Софија. Колку би дебатирал со тебе Љупчо Георгиевски. И па дали зошто е Гоце Делчев во Скопје? Еве, просто и едноставно. Зошто е Гоце Делчев во Скопје? Поворка има носено. Второ, Бугарија
он е македонскиот дел од Бугарија, како поклон. Луѓето дали знаат дека споменикот Има и еден голем грк кој грците си го славата е закопан во Скопје. Зорба? Никос Казадзакис со кнедло у грло дојде на погреб овдека. Ама Зорба е во Скопје. Во Скопје живе закопан на гробиштата во Бутел. И неговите родители се македонци со македонски имиња и презимиња. Интересно, нели? Нели? Многу интересно. Негова внука или нешто беше водителка долги години. Како не? Така? Да. Многу интересно, нели? Но, гледаш, србите стално се бунат зошто го славиме Тито, па Тито бил пречеката, па не сме го признавале јазикот дека ние бугарски. Мислиш бугарите, Нив рече србите. очигледно лечат тешки комплекси со србите, а ние за овие децении во Југославија изградивме добри односи со Србија и покрај тоа што не ни ја признаваат црквата и сето тоа, но народот се зближи Само тоа им со останува. Србија. На Србија само тоа ја останува. Тика. Само притисок преку црквата. Друго нема. Нема Нема друго. за што да се фати. Нема веќе отворено политички теми за кои Па нема, може да скареме за крале Марко. Знаеш зашто За крале зборам? Марко може да Знаеш скараме. зашто зборам? Зошто Бугарија и инсистира со 2-3 шамара да не убеди на сила дека сме бугари? Зошто не пробаат со отварање на граници, со изградба на автопат, со изградба на железница, со авионска линија директна Скопје-Софија? Зошто нема автопат од Софија до Скопје, до Тирана, да иде на... Еве не мора да оди до Софија, зошто нема авионска линија Скопје-Варна? Зошто нема бугарска агенција новинска во Македонија? А има во Солун. Има во Солун која би ги помагала македонските новинари да работат позитивно и така натаму и така. Тие работат тука на терен, редакции. ама скриено. Сакам да кажам, зошто не го прават тоа на начин како што србите? Србите, извини, тргнете деца, морам да бидам вулгарен, не знам друга. Значи само можам ја да го цитирам Pornhub. Дури и таа проститутката која ќе дојде да обшти тој со неа на тие платени филмови кај што се глуми секс, прво ја гали по градите, па пенетрира во нејзе. Ние сега треба со ќотек директно да глумиме оргазам. Што би рекол еден мој близок човек, Значи, вика, без предигра одма игра. Добро. Зошто инсистира Бугарија на толку арогантен однос без да се обиде да се докаже дека е навистина ја сака Македонија, дека го сака овој народ, дека се грижи, бидејќи ја не знам земја да се истрела свој народ, да апси свој народ. Безпомошност. Види, треба да правиш дистинкција меѓу две работи. Јас пак ќе ти кажам. Мене бугарскиот народ... Мислат дека ова како Хитлер што направил анексија на Австрија? Да. Види, јас реално не можам ќе им даде? Не, јас не можам да ги анализирам сите како нација, затоа ти реков. Етнологот обработува нации се, но јас повеќе антрополошки би одел, индивидуално. Јас сметам дека народот во Бугарија е исклучително добар и кроток народ. Прво и основно затоа што меѓу една четвртина од тој народ има македонско потекло. Значи, можат глава да ми отфикарат. Ја за едни од најдобрите луѓе кои сум ги сретнал во животот се бугари. Еве друг пример. Значи, зборам како карактер. Да. Еве пример ќе ти кажам. Апсолутно. Еве пример ќе ти кажам. Јас гордо ќе ти кажам дека на цела територија и на Пиринска Македонија и на оној шоплук од нивен до Софија и па и пошироко, дека јас повеќе просечно можам да ислушам македонска музика отколку било каде во Македонија. И јас две вака раце ги ставам, јас бев шокиран. Денес, последно беше минатата есен, пред нецела година дена. Влегуваш во Бугарија, влегуваш во хотел, во кафичо, вона. Два екстрема. Или знаат Васка Илиева, Јонче Христовски, олдскул на македонски хардкор. Или знаат Тоше Проевски, Каролина Гочева. Јас вака збунец едам. И знаеш, очекувам да видам некоја група дека има 20-30 македонци, па дека нив им пуштаат. Не бе, влегуваш во хотел, 3 швеѓани, 5 норвежани, овони рецепционер. Георги, и си свири македонска музика. И ки има после некоја бугарска, има и македонска. Кај наш човече во кафич да слушни македонска музика? Никад. Или српско рока, или рока грчко, турско, албанско, или рока америчко. Нема наше. Попрво ќе слушниш наш звук таму. Втора работа. Нема анимозитет кој кажеш дека си македонец.
Има проблем ако се фатите што е македонец, каков е македонец и дали е покрај македонец и бугарин или не. Тука имаш дебата. Но ти ме ги обичниот народ си прифатен, оди пример еве во Банско, оди во куќата на која беше на Димитар Влахов или не знам што, влези и прошете, немаш проблем. Немаш анимозитет, немаш одбојност, зборуваш македонски, тој ќе се потруди да те разбери. Значи не само во туристичкото место, било каде, во Софија, во Варна отиди, на другиот крај од државата. Таму 1/3 од градот ти се македонци, бежанци од Егејска Македонија, кои низ годините доаѓа, студенти има македонски кои јас имам другари кои во Варна заврши, еден од гостите овдека што ти беше со исто презиме кој мене таму има студирано, by the way. Немаш ти проблем со народот, ти имаш проблем со експанзионистичките политики кои ги водат нивните служби и самата држава. Со која цел? Обстојување на тоа што веќе го имаат, затоа што концептот им е граден врз таа основа. Што треба да постигнат они? Што мислат дека ќе постигнат? Тие го бранат своето. Тие знаат дека ако одстапат од таа идеја, нивната мегали идеја, нивната Сан Стефански и се остало. Ако одстапат од таа идеја и дозволат Македонија да биде Македонија, ќе го изгубат и тоа што го имаат. Како? Па тенденцијата да тој народ кој има двоен идентитет почне да се идентификува според тој идентитет кој порано бил само територијален. Ако почне да го идентификува како етнички, тогаш ти имаш маса и заедница, пример кај нив етнички партии немаш. Да, али сепак е тоа држава од два етникума. Сепак има од Татаристан, Бугаристан, нели? Забрај го Тимуабет. Забрај го. Не, забрај Тимуабет, еве сега ќе ти кажам. Како етнолог ќе ти кажам една работа. Да. Не ги именувај прифатените етноними. Добро. Со реална состојба. Тие булгари кои дошле во 8-7 век ово Не е битно и ден денеска се чувствуваат како што? Не. Како бугари. Чекај, дозволи ми. Тие луѓе, тие ги нема, тие се измешани во општеството. Ти немаш типичен монголоиден човек. Не би рекол дека како идеш по на север малце очињата по на. Ама имаш и овде. Имаш и овде. Имаш и овде. Има црномањас македонец, има и монголиден, има и жолт. Јас сум брсјак, типичен. Може и да имаме и црн градоначалник у Штип наскоро. Добро, да е живи и здрав Симон, Джими е цар. Значи, добро, тој е афрички македонец. Да, од Свети Николе човека. Од кај 15 години од кај си од Свети Николе? Да, тоа беше јако. Значи, тој што види се, имаше еден добар аргумент вчера и завчера. Замисли германците да им забранат на французите да бидат франци, тоест франки. Франките биле германци. Значи, рачуне до таа делба доди. А чекај, ака англичаните, саксонци, а што се саксонците? Значи, полека. Тоа што било пред 500, пред 1500 години, тоа е многу далеку. Италијанската држава. Што треба тогаш да разбереме со нас и со бугарите? Италијанската држава која се формирала пред 100 и кусур години, имало 7% луѓе кои знаеле италијански. 7%. Другите збореле мал милион други јазици. Француската држава исто. Шпанија, како да ти кажам? Знам денеска врие, Баскија, Маскија. А Каталонија. А другите што се релативизирани, спуштени, а афричките што им се вселени маврите, а онаму Кордоба муслиманско население што е протерано, направено овона, а евреите, кај нас што се дојдени, од кај се дојдени евреите? Од Солун. Од Шпанија. Од Шпанија се протерани, турскиот султан им рекол да се населат во Македонија. Тие биле од Шпанија протерани и дошле во Солун, па се рашириле во Скопје, во Битола, во Штип, во другите крајеви. Тие се протерани од Шпанија. Што со ова? Нивниот јазик ладино е прошпански. Што со ова? Ајде идеме на дневна реал политика. Добро. Бугарија не признава, не сака да се измени во наша историја дека они биле со фашистите, со Германија, дека биле фашистички окупатор, злосторството врз евреите да не се, и ние македонците тоа особено со евреите го браниме и тука има доста. Еврејската заедница никогаш не приметив да реагира по такво нешто. Ние имаме изградено која е еврејска заедница? Знаеш колку евреи има во Македонија? Да, ама знаеш каков холокауст имаме? Музеот знам. Еден.
Еден глас Три е се во еден светот глас. такви, да. Така, 3 се во светот. Па реагираше Мизрахи, пратеничката. Не видов да... Рашела имаше неколку говори, неколку се. Са мислам дека е малку и медиумски релативизирана Добро. периодов. Што е онда целава приказна да се измени историјата, она што е факт? Беа на страна на германскиот окупатор Бугарија, они беа во таа коалиција. Они не ќе да кажат дека биле фашисти, они биле администрација. И што е најинтересно, дојде нив сега со факти, што е малку дури смеја, фати Шилегов ги нападна. И сега Тито да го овакво, и кога го спомнаа Тито, овие рипнаа сите на нозе. Абе, што е крајната цел? Што треба они да направат? Што по тебе? Значи, треба да ја освојат оваа територија или подготвуваат терен дека овде ќе има поделба некаква, Да. па они ќе има. Да. Добро, ајде уште последна Се спекулација. кажа. Се кажа. Значи, тенденцијата е Македонија беше уште 91 година непланирана држава. Таа е непланирано чедо, мање више гледаш дека сите држави што со одредени делбени договори, Версесики, Сан Стефански, понатаму Букурешт, било каде, тогаш картите се креира, тогаш се изигра тие партии, покер партии, бридж партии, што да е, и сега тие големи сили западни гледаат како да се извлечат од тоа што веќе е создадено. Македонија има еден проблем. Македонија нема национално единство. Прво нема етничко единство помеѓу македонците. Тоа е големиот проблем. Го елаборираше тоа? Не, ние треба да заборавиме дека кавгата на политичка тема е кавга за политички интерес и идеологија. Националната идеологија, реално и ќе се наљутат некои луѓе, или ја имаш, или си предавник. И треба тоа да го сватат. Луѓето кои не се борат за националните интереси на својата домицилна држава, се предавници и мене може да ми се налутат и да ми се лутат за цел тој глобализам и се останат. Кога се вкупно прво етнички македонскиот народ ќе се сплоти за одредени нешта за кои нема преговарање, кога ќе ја сватат болката на етничките македонци, припадниците на другите етнички заедници, пред се албанците, што мислам дека во добра мера имаат разбирање, но треба целосно да застанат за нас, заедно со сите други помали етнички заедници, кои ќе кажат ова е македонски национален став за интересите на оваа држава, тогаш никој не ни може. Да или Ништо. не? Да или не? Ќе не биде ли? Ти реков веднаш, да, Господ ги чува будалите. Ти благодарам за гостувањето. Ти благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.